Драги гледачи, добро дојдовте во најновото издание на фудбалските репортажи за настаните поврзани во и околу третата фудбалска лига Исток, а во која ве информираме за најновите настани. Спортската редакција на Ирис телевизија со камераманот Јордан Пехливанов беше на градскиот стадион во Берово на средбата Малеш Кидго Пекчево. Ова е традиционално дерби на фудбалскиот Исток, во кој фудбалските фанатици секогаш уживаат на мајсториите и на едните и на другите. Новиот надпревар и официјално започува второлигашката промоција на тимот на Кидго, кој математички на 7 кола до крајот на сезоната го обезбеди шампионскиот трон. И токму овде во Берово, навивачите ќе имаат можност уште еднаш да се уверат во квалитетите на екипата на Кидго, која предводена од раководството начело со спонзорот Кирил Гогов, успеа да оформи една компактна и симпатична целина на играчи кои го даваат сиот свој максимум на сите надпревари и докажуваат и покажуваат како тоа се бранат боите на клубот. За овој надпревар тренерскиот тандем на Малеш, Сафет Цупевски и Бранко Шонтевски, се реши за следниот состав. Со број 1 Мартин Тушевски, број 2 Васко Дујовски, кој е воедно капитен на екипата, број 3 Кирил Черговски, број 5 Ефтим Ингилизов, број 6 Дарко Каракутовски, број 7 Глигорчо Арменски, број 8 Ахмед Халитов, број 9 Ерол Пилов, број 11 Тони Мичковски, број 13 Димитар Каракутовски, број 15 Александар Муртовски. На клупата за резервни фудбалери се со број 14 Христијан Стојановски, број 16 Давид Симевски, број 17 Роберт Симеонов и со број 18 Дамир Цупевски. Тренерот на Кидго Пекчево Трајче Сенев се реши за следниот состав. Со број 1 Стојан Богдановски, број 5 Денијан Донов, број 6 Иле Синев, број 7 Мартин Стојанов, број 10 Маријан Ташков, број 13 Иван Колев, број 16 Бобан Тиквишанац, број 19 Мартин Димовски, кој е воедно и капитен на екипата, број 20 Владко Стојанов, број 21 Стоми Станоевски и со број 22 Петар Најдов. На клупата за резервни фудбалери се со број 12 Тамер Јамаковски, број 4 Миле Денковски, број 9 Андреј Симевски, број 11 Бобан Марич, број 14 Јорданчо Трендафилов, број 15 Владимир Дујовски и со број 17 Дарко Нацев. Судиската тројка за овој надпревар е од Штип, начело со Дарко Стојанов, на кој ќе му помагаат Александар Гигов како прв и Игор Костовски како втор помошник. Контролор на овој надпревар е Тони Манчев од Штип, а делегат Јоже Јефтимов од Чешиново. И дека не сте за тук. Запалува и вика, абе човек станах да минава работа време. Тая пръв че сира, запалва за него дулците Ама после нямаше бутенки. Не, само много да видите, вие да не снимат тамо ти не бойме. Меќе. Не викам ништо. А ја кажеш немало, дека е Бога, нема. Боба не игра. Не играе. Само не игра. Ми се стане че брани да не се вика нови се која. Времето во Берово е сончево и идеално за игра. Играчите на Мале се во црвени дресови, а на Кидго во традиционалните бели дресови. Првиот центар тренуваат домашните играчи од Берово со почетниот удар на голгетерот Ерол Пилов.
Ерол Пилов води на листата на стрелците на Истокот со 22 постигнати голови во досегашниот дел од првенството. Денешниот надпревар со евентуални голови е можност да ја зголеми бројката на голови. Промордо со закано кон голот имаат гостинските играчи, водече поток на Андонов со проигрување кон Станоевски, но интервенира Ингелизов и ја расчистува оваа ситуација. Тикошанот знае да прави излети по левата страна, додава до Димовски, кој пак продолжува кон Најдов. Следи шут, но голманот Тушевски одлично брани и одби топката, натрча Мартин Стојанов, но следи нова интервенција на голманот, кој што спасува сигурен гол. Становски искористи грешка на домашната одбрана и ја додава топката кон Најдов, кој ја прескокна, сакајки да овозможи на неја да реагира Мартин Стојанов, но не се разбра најдобро и двајцата и така пропадна ова одлична замисла на Најдов. Од околу 20 на метри, далеко од голот, со удар се закани Димовски, но топката отиде над голот. Акција на Кидго по левата страна, Најдов ја упати топката кон пеналтикот. Таа незгодно подскокна, го изненади Черговски, но го изненади и Мартин Стојанов, кој беше во идеална можност, беше осамен, но шутираше млако и лошо покрај голот. Мартин Стојанов ја сртува топката кон Димовски, ова ја продолжува за Станоевски, следи шут, но Тушевски одлично одбрани. На средината на теренот погреша играчите на Кидго. Топката ја прифати Мичковски и го проигра во празно Пилов, но голманот Богдановски будно следеше акцијата, истрча и со нога и свали топката во аут. Таа е турнуска школа. За това за напред. Не е шепкина. Шепкина, обича шепкина. Наш човек, да? Долга акција на играчите на Кидго, која завршува со шут на Станоевски. Голманот Тушевски одби топката, која отиде во аут. Слободен удар за Малеш, високо нафрлена топка, скока Богдановски и пред голгетерот Пилов ја фаќа оваа топка. Тикушанот од лево упати центар шут на топката, реагира Мартин Стојанов со глава, но таа отиде над голот. Брза контра на Малеш преку Мичковски, која нафали топката пред голот, но Богдановски е сигурен и ја одбрани.
Долга акција на гостите, во која Тиквишанец повторно од левата страна упатува корисен центаршут, но топката се префрли на десната страна каде Андонов, кој шутира кон голот, но Тушевски ефект обрани, пошто Муртовски расчистува. Акција по десната страна преку Најдов, кој проигрува со Андонов, пошто Најдов центрира со глава, одбраната на Малеш ја префрли топката на лево, ја стигна Димовски, идеално центрира и акцијата внимателно следи Мартин Стојанов, кој непречен од никого ја пласира топката во мрежата на немоктиот Тушевски. За водство на Кидго од 0:1. Мартин Стојанов во 41-та минута. Конечно е разбиен од одбраната на Малеш и постигнат е гол кој сигурно ќе влијае за уште поефикасна игра. Корнер по левата страна, задолжен за Мартин Стојанов, центрира на првата статива, со глава реагира Димовски на топката оди во спротивниот агол, но крај голот. И тука нека беше крајот на првиот дел, во кој гледачите видо интересна игра, витешка борба на двете екипи со многу неискористени шанси и со само еден постигнат гол, и тоа во мрежата на Малеш. Сигурно советите на двајцата тренери ќе бидат насочени кон поатрактивна и интересна и пред се ефикасна игра, а зачината со повеќе голови. Така домаќините и први се заканија по голот на Кидго во вториот дел. Арменски убаво се проби по десната страна, ја сврта топката кон казетиот простор, на неја реагираше Пилов и со атрактивен потез сакаше да постигне ефектен гол, но лошо ја зафати топката и пропадна оваа идеална прилика за Малеш. На спротивната страна, акција на Кидго по средината на теренот. Станоевски упати кон Мартин Стојанов, која смири топката и шутираше прецизно во долниот гол за водство на Кидго од 0:2 во 50-та минута.
Сливо се Еролчо бе, немoj бе Еролчо, че ти покаже. Еролчо. Кажувам им. Ja, šta im kažu? Znači je mož zadno. Задно мале последно коло игра. Армус je se, nek si Игра igra. навивачите ќе соберат доброволен прилог. Не, игра сада не се катат пешчу. Јас ви кажам тоа е си. Иначе ако напушта. Абе, даре бе, не дрибле, даре! Средат нови акции на Кидго. Најдов до Станоевски, овој кон слободниот на лево Димовски. Шутира Димовски, но за малку крај голот. Даре, немoj да дриблаш, даре! Димитар Жоече му... Втора лига е. Втора, ама за прво нема веќе. Јасно, една е прва лига. Нема брегалнице и она се бореше и она. А против Кубише 11-12. Тиквешанот од левата страна со центар шут кон Димовски, кој во скок шутира со глава, но изнудува само корнер. По корнерот е фолиран домашниот голман Тушевски и е досуден слободен удар за Малеш. Грешка на одбраната на Малеш. Топката ја прифати Најдов, кој го форсира Димовски, кој шутира, но Тушевски одби оваа топка која дојде до Најдов, кој наместо да ја пласира во празниот гол, шутира и топката оди над голот. Најдов на два пати во обид да префрли топка кон своите соиграчи. Конече успева и таа ја прифати Станоевски, кој пак одличе со слобода од својот ќувар, но шутираше непрецизно во надворешкиот дел на голот на Тушевски. 100% акција која не реализира младиот Станоевски. Акција преку Ташков ја продолжуваат Најдов и Димовски, кој пак идеално нафрлат топка во висок лак, ги прелета сите и на спротивната страна ја прифати Владко Стојанов, кој пак силно и прецизно просто ја закова во горниот агол на немоктиот Тушевски за водствено Кидго од 0:3, а ја бележиме 66-та минута. Владко Стојанов, прекрасен гол. Само 4 минути подоцна, нов гол во мрежата на Малеш. Долга акција на играчите на Кидго од левата па на десната страна. Денковски центрира, а Најдов ја префали топката кон Димовски, кој е побрз од Каракутовски и шутира прецизно во голот на Тушевски за веќе убедливи 0:4 за Кидго. Мартин Димовски во 70-та минута. Конечно е скршен отпорот на домашните играчи, кои сепак се обидуваат со последни сили да постигнат барем потесен гол. Нов центар шут на Денковски, од десна топка за Најдов, на пред него скок на Цупевски и го оневозможи Најдов, пошто топката отиде во гол аут.
Продор на Пилов под десно додава кон Арменски, кој вешто ја свртува топката пред голот на Кит Го. Халитов е во идеална позиција, но топката незгодно подскокна и тој шутираше високо над голот, иако беше мощно близу до голот на Богдановски. Штета за ова акција во која Малеш ќе постигнеше барем почесе гол, кој сосема го заслужуваше. На спортивната страна се реваншираше со промашај Станоевски, откако сам се избори и се најде во идеална ситуација, но не достигаше добар и завршен удар. Недолго проигра Симевски, кој си направи позиција и откако се шутираше прецизно во голот на немоктиот Тушевски. За конечен резултат Малеш Кит Го 0:5, а ја бележиме 87-та минута. Андреј Симевски со овој постигна гол. Дојде до бројката од 15 постигнати голови и е втор на листата на стрелците зад Ерол Пилов од Малеш, кој постигна досега 22 гола. Вреди да се спомене дека на салдото на Симевски ќе имаше повеќе голови, но тој поради повреда и оперативен зафат позираше на повеќе надпревари. И тука беше крајот на овој надпревар, во кој екипата на Кит Го славеше со 0:5 со головите на Мартин Стојанов 2, Владко Стојанов, Мартин Димовски и Андреј Симевски стрелци на по еден гол. Играчите на Кит Го се прикажа во најдобро светло и сосема заслужено добија овации и аплаузи на отворена сцена од многобројната коректна и фер публика во Берово, а на лице место стигна и првите честитки за освоеното прво место во третата фудбалска лига група Исток на 7 кола до крајот, со што и официјално започна второлигашката промоција на Кит Го. Надпреварот мина во исклучително фер и коректна атмосфера со меѓусебна почит на играчите и на Малеш и на Кит Го, што овозможи судиската тројка на чело со Дарко Стојанов Штип да нема забелешки и перфектно да се изврши задачата. Екипата на Кит Го во седмото коло ќе биде слободна и оваа празнина ќе искористи за одигрување на пријателски средби. Веќе во среда, на 25 април, на градски стадион во Пекчево, во меѓународен пријателски надпревар, ќе се сретнат екипите на Кит Го Пекчево и на 7 септември од Симитли, Република Бугарија, а можно е одигрување на пријателски надпревар со екипата на Каменица Саса во сабота 28 април. Еве ги комплетните резултати од ова 21 коло. Овчепале Брегалница Голак 2:0, Слога 1934, Рудар 1947, 5:0 и Малеш Кит Го Пекчево 0:5. Слободна во ова коло беше екипата на Кежовица. Табела, Кит Го е на првото место со 58 освоени бодови. Второ место Кежовица 33, трето место Овчеполе 28, на четвртото место Малеш има 27, петтото и шестото место го дела Брегалница Голак и Слога 1934 со по 25 бодови, но екипата од Делчево има подобра голоразлика. Седмо место Рудар 1947 со 23 бодови и на последното осмо место веќе од пишаната Зрновка со само еден освоен бод. Овде е крајот на оваа спортска репортажа, драги гледачи. Благодарност за вниманието со кое не следевте. Останете со здравје и уживите во програмите на Ирис телевизија. Пријатно!